Утрово зборуваме за една значајна јубилејна приказна која што го слави успехот, лидерството и истрајноста на жените во бизнисот. Оваа година се одбележуваат 30 години од манифестацијата избор на најуспешни жени во менаџирањето, така што исто слават и 30 години од издавањето на бизнис каталогот, два проекти кои што оставаат силна трага во бизнисот во Македонија, особено фокусот на жените. Така ќе биде и утрово, затоа што разговараме со Лидија Трипуновска, генерален менаџер на Марили. Благодарам за издвоеното време утрово и добро ни дојдовте. Благодарам за можност и поздрав до вашите гледачи. 30 години од манифестацијата избор на најуспешни жени менаџери. Како започна приказнава и што се случуваше пред 3 децении? Да, оваа година одбележуваме, заокружуваме 30 години од манифестацијата избор на најуспешни жени менаџери. Оваа приказна започна пред 3 децении, кога бевме во услови на транзиција, на премин од еден кон друг општествен систем, кога постепено ја градевме пазарната економија и кога беше еден голем предизвик и храброст да се влезе во приватниот сектор, да се градат приватни компании. Многу малку жени имаше во тој период кои што беа охрабрени. Јас имав тие информација и самата се обидував во приватниот сектор и ги имав сите оние впечатоци што ги носеше секоја жена која во тој, така да наречам, суров период мораше да се пробива, така да тоа ми даде една идеја дека треба малку да ги поддржиме жените, да ги поттикнеме, да направиме проект кој што ќе оддава почит и признание на овие смели жени кои што минуваа низ еден трновит пат и на таков начин да бидеме нивно охрабрување, да бидеме нивна сатисфакција, а секако тоа да представува и пример за другите жени околу нив и за генерациите што надоаѓаат. Така се создаде овој проект кој што носеше една длабока идеја, суштинска идеја што се покажува сега по 3 децении дека сме ја имале вистинската идеја во вистинското време, но борбата на жената е еден долг процес и затоа оваа манифестација трае 3 децении, бидејќи жените бавно напредуваат на својот пат и мислам тоа е одлика не само на оваа манифестација, туку и на многу други проекти, дека жените одат со поспори чекори, но на тој пат им е потребна поддршка. Господја Лидија, што значи јубилеот и лично за вас, меѓутоа и за целиот тим што стои зад организацијата? За мене тоа е една голема сатисфакција. Заокружуваме една идеја, еден проект кој што се претвори во процес на позитивни промени. Многу жени, преку 300 жени биле дел од овој проект, каде што секогаш сме ги охрабрувале и кога знаете дека сте направиле добро, односно сте им овозможиле на некаков начин да станат повидливи и да го покажат својот квалитет во работењето, тоа ве исполнува и сега кога го заокружуваме овој процес и го имаме сознанието дека сме ја имале вистинската, суштинската идеја во право време и дека навистина сме помогнале, дури и самиот израз жена менаџер стана популарен преку оваа наша манифестација. За мојот тим исто така, ние постојано работиме, макотрпно на сите овие проекти кои што се надоградувале од сите аспекти и технички и маркетиншки, за да бидат атрактивни, така да не е едноставно да се обстојува 3 децении и да поминете низ сите филтри на јавноста, да бидат сите задоволни, не само жените менаџери, туку и целата промоција на овој проект. Споменавте дека низ проектот поминале некаде од прилика околу 300 жени, што навистина голема бројка. Па од вашето искуство, кои се тие заеднички карактеристики што се отсликуваат, можеби кај секоја од нив, односно карактеристики што ги поврзуваат сите жени во бизнисот? Да, поминале преку 300, бидејќи последниве години работевме регионално, имавме повеќе од 10 жени менаџерки во изборот, значи 30 години, по 10 се 300, односно нешто повеќе од 300 жени менаџери, она што од самите почетоци беше поставено како критериум е дека доаѓаат исклучиво од приватниот сектор, од успешни компании, од различни области и дејности, од целата држава и воглавном ни се препорачани од нивните деловни колеги и партнери, така да тоа се критериумите кои што ги задржавме во изминативе 3 децении. Мислам дека добро постапивме, значи имаме една категорија на вистински борци, ја би ги нарекла современи хероини, жените менаџери од нашето време.
Како се менува улогата низ овие 30 години на жената во бизнисот, меѓутоа и малку повеќе во лидерството? Што е променето и верувам дека вашата мисија по 3 децении веќе исполнува на површина и сега ги гледате резултати. Да, па на почетокот мислам дека не им се веруваше толку многу на жените дека можат воопшто да започнат некој процес на менаџирање и да го заокружат до крај, да дојдат од идеја до реализација, меѓутоа времето покажа дека и тоа како можат да ги завршат сите тие процеси кога ќе ги започнат, дека се тие исто толку принципиелни, посветени и дека навистина кога за нешто ќе се зафатат, знаат да го финализираат онака како што треба и всушност само така се обстојува, особено во приватниот сектор, каде што мора нели она што сте го зацртале, што сте го ветиле и да го исполните максимално. Така да што се однесува до менаџирањето, жените напредува во изминатиот период, сведоци сме на повеќе фази, можам да зборувам по фази, во првата декада и пол се забележа едно поголемо присуство на жени од семејните бизниси, кои што со поголема самопочит и самодоверба влегуваа во бизнис водите. Потоа се забележа едно создавање на едно цврсто јадро на жени менаџери кои што беа млади, едуцирани, стручни кадри, кои што ја добија довербата и на странските инвеститори во држава и покажуваа одлични резултати и таа база значи на успешни жени, квалитетни, постојано се ширеше, за да нели ние потоа одлучиме овој проект да излезе од границите на нашата земја. Исто така и во делот на лидерството, колку тие успешно менаџираат, толку и се повеќе беа лидери. Мислам дека ги усвојуваа и тие вештини, така наречени меки вештини за личен развој, за управување, менаџирање со време и други нели страни на менаџерството и на лидерството и мислам дека стана авторитет и се поголем број жени имаме на лидерски позиции, имаме и статистики, ние сме успеале да ги достигнеме во овие 3 децении процентите од 20 до 30% жени на менаџерски и лидерски позиции, зависно од секторот, например еве финансискиот сектор има многу жени менаџери, па и жени лидери, така да таа борба продолжува, меѓутоа останува онаа битка за учеството во управните и надзорните одбори, тоа е мал процент и тоа не е одлика само на нашето општество, тоа и во регионот, но и во западноевропските земји и таму се борат дури со загарантирани квоти, нели и ние исто така се бориме на тој пат да го зајакнеме и лидерството во тој дел од управувачките и надзорните одбори, секако тоа влијае воопшто врз лидерството во општеството, меѓутоа бизнис секторот е специфичен и тоа е далеку потежок, мислам, во однос на сите други области, затоа што тука имаме мерливи, видливи и реални резултати. Сега кога веќе ги споминавте предизвиците во бизнисот и за жените во Македонија, но и регионот, да нагласиме дека манифестацијата во последниве неколку години доби и регионален карактер. Освен овие предизвици кои што пред малку ни ги кажавте, како стоиме во однос на регионот, што велат искуствата од тој аспект? Да, значи изминативе 4 години манифестацијата имаше регионален карактер, односно веднаш после пандемијата се охрабривме да излеземе од границите на нашата земја, да успееме да привлечеме жени менаџери и лидерки од Србија, Хрватска, Црна Гора, Косово, кои што беа дел од нашата манифестација, беа наградувани, но истовремено со нив направивме и бизнис форум, каде што зборувавме за сериозни економски теми, како што се енергетиката, прехранбената индустрија, екологијата, туризмот и со тоа покажавме една зрелост на женското менаџерство. Јас се обидов од овие комуникации, нели, да направам некое истражување покрај она што јас го имам како сознание за самата манифестација. Побаравме податоци од Централниот регистар, кој што не ги даде податоците во делот на женското предприемништво, но ги добив и овие податоци од регионот и ги внесов секако со жените кои што работат на проекти за жени и ги внесов и во бизнис каталогот, значи ги имаме овие податоци каде што во делот
делот на регионот можеме да зборуваме дека сме, да речеме, во делот на менаџерството и лидерството на исто ниво, па дури ги следиме и европските пракси, меѓутоа во делот на претприемништвото тука малку заостануваме, односно се забележува само еден позначителен пораз веднаш после пандемијата, додека пред пандемијата цела една декада многу мал пораст имаме, така да во однос на регионот би сакала да истакнам дека треба да напредуваме многу повеќе, затоа што постојат статистики дека дури и Црна Гора и Косово имаат поголем процент на напредок во делот на женското претприемништво и секако дека ни се потребни повеќе фондови, финансиски, европски фондови, поддршка во делот на едукацијата, во делот на ноу-хау, особено во делот на руралниот сектор, тоа е една посебна тема каде што треба многу повеќе да работиме. Пред самиот крај на денешниот разговор да истакнеме дека паралелно се одбележуваат и 30 години од издавањето на бизнис каталогот. Колку всушност е важно ова за економскиот и општествениот развој на државата? Да, ова е тој бизнис каталог, 30-то јубилејно издание на каталогот, кое што едноставно представува презентација на најдоброто од нашата земја во еден дел кој што секогаш бил посветен на она што значи промоција во делот на историја, култура, археологија, екологија, туристички региони кои што ние ги поседуваме како убавини кои можат да бидат посетени и секако бизнис делот каде што се поставени интервјуата на жените менаџери, но и други бизнис интервјуа, па и интервјуа на наши културни дејци, спортисти, сето тоа сублимирано, представува со оглед дека каталогот го има и во Народната универзитетска библиотека во делот на каталогизација, представува сведоштво за едно време за развојот пред се на бизнисот во нашето општество, а овој каталог кој што се поклопува и со 35 години независна современа македонска држава, во воведниот дел, посветивме страници на идентитетот, на јазикот, на историјата, на она што се наши обележја, фолклорот, па и националната храна, па и мултиетничноста, така да навистина сме горди со ова јубилејно издание кое што ете на насловницата има и една статуетка, жена водилка која е символ на овогодинешната манифестација, всушност години наназад, но сега е тродимензионална статуетка. Лидија, за крај, пораката која што сакате да ја испратите до сите млади жени и девојки кои што сакаат да станат дел од женското претприемништво? Најнапред би сакала да кажам дека манифестацијата е утре, 23 април во еден од поелитните хотели во градот Скопје, како вечерен свечен настан, каде што ќе доделиме 30 награди по повод 30 години јубилеј на жените менаџерки. Се доделува таа статуетка жена водилка и самата фигура на жена представува жена со дигната, со крената рака која држи факел и го осветлува патот за сите други жени, но и за младите генерации. Патот е осветлен, разгазен за младите луѓе, треба само да се охрабрат, да сакаат да обстојуваат на овие простори, но да допринесат и со своји идеи, да работат малку посветено на своите идеи. Тоа е она што ни недостасува, и мислам дека воопшто младите генерација, посебно младите жени, ако не повеќе, барем со овој проект сигурно сме ги охрабриле. Благодарам многу за издвоеното време утро.